Македонија и возвраќа на Србија за вакцините. Ова е еден од насловите во српските медиуми, кои денеска ја пренесуваат најавата која стигна од Македонија. Премиерот Зоран Заев вели дека во знак на благодарност за донираните вакцини, владата е на чекор до одлука да им дозволи на српските државјани да не плаќаат патарини во земјава. Дополнителни винетки кои што на самиот граничен премин на српска регистарска табличка возило со српски пасош ќе им биде одобрено за да имат слободен превоз, а ние парите за тие вакцини ќе ги оплатиме на јавното претпријатие за државни патишта, за да можеме на тој начин да возвратиме на некој начин со сериозниот и силен гест на пријателство и солидарност од пријателска Србија. Сепак српските медиуми по ваквата најава од официјално Скопје пресметуваа дека донираните вакцини биле во вредност од над 700.000 евра. Од Белград во Скопје прво пристигнаа 8.000 вакцини од Pfizer, со кои се вакцинираа дел од здравствените работници, а потоа уште 20.000 дози од руската вакцина Спутник. Во исто време, илјадници македонски државјани ја преминаа македонско-српската граница и заминаа на вакцинација кај северниот сосед. На југ, по најавата дека Грција од 14 мај ја отвара границата. Македонските власти чекаат официјална потврда и за нас. Кога и под кои услови официјална Атина ќе крене рампата и за македонските државјани. Тоа за што ние интензивно разговараме со грчката страна е во однос на транспортните коридори, односно поминување на камионите и новите регулативи за шоферите се бара на лице место PCR тест кој што дополнително го и плюс ограничување на бројот на транспортни средства кои што ја поминуваат границата. Од македонската влада велат министерот за здравство добил потврда од грчките власти дека се планира границата да биде отворена со потврда за примена вакцина или со PCR тест, но се остава одредена резерва, бидејќи Европската унија може да донесе други правила, а Грција, како нејзина членка, ќе мора да ги почитува.